Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го следите спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортска Европа, па и Македонија воедно. Спортските настани се во мирување, како што веќе сите знаете, поради коронавирусот. Првенствата, фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, сите спортови, Формула 1, се уште очекуваме официјално за репрезентативните надпревари, дали ќе бидат одложени, како например бараж надпреварот Македонија-Косово, па има и младински репрезентации. Женската ракометна репрезентација веќе и официјално надпреварите против Португалија се одложени за јуни месец, барем сега е така, за јуни месец. Во април има и контролни пријателски надпревари, машката ракометна репрезентација против Словачка, и тие надпревари сега се под знак прашалник. И токму поради тоа, во недостиг на спортски настани, бидејќи се е во прекин, денеска се одлучивме на едно малку поинакво издание на спортскиот преглед. И за прв пат, ова е четврта емисија на спортскиот преглед како оди, ќе имаме и гости. Со нас во студиото е Стојмир Урошевич, едно од најголемите, ако не и најголемото фудбалско име во Тетово во историјата и еден од најистакнатите фудбалери воопшто во Македонија. Урошевич, ти благодарам што прифати да бидеш нас гостин и со една малку поинаква анализа денеска ќе го направиме овој спортски преглед. Најпрво би сакал да ги поздравам гледачите на вашата телевизија, а што се однесува до поканата, секогаш сум расположен за вакви моабети, што би рекол по-тетовски, значи за спортски, посебно за фудбалот, неисцрпни теми. Да. Кажавме се е во прекин. Значи првенствата се во прекин, меѓутоа затворени се и спортските објекти, а со тоа се забранети и тренинзите на екипите. Си тренирал фудбал долги години како професионалец, потоа и како тренер и како спортски фудбалски работник. Што значи за еден спортист ваков прекин на првенството на сред сезона? Значи поминале подготвителен период, почнало првенството и сега доаѓа еден непредвидлив прекин кој што не знаеме колку ќе трае. Сега искрен да бидам, значи јас почнувам некаде 74-та и траам до 99-2000 година. Вакво нешто ми се нема случајно, значи да имам прекин во тренажен процес, во надпреварувачки процес, значи вакво нешто не сум доживел, но сепак можам да кажам што значи овој прекин за активните спортисти, посебно за фудбалерите. Значи, ова е голем удар за нив, затоа што знаеме дека првенството беше во ЕК, претходно долги подготовки по месеци, по 2 месеци. Значи, се фрлило, се уложило за таа такмичарска сезона и сега, после 5-6 коло доаѓа прекин. Не знаеме до кога, а нема да биде мал, еве нека биде и месеци, 2. Тоа е голем удар за самите спортисти, затоа што самата таа подготовка доаѓа веќе на нула, ако не се спрема сам, индивидуално. Меѓутоа тоа кај нас е малку потешко, ајде на запад, во големите клубови имаат услови и домашни услови, они си прават мини теретани и се тоа што им е потребно за да одржуваат. Кај нас е малку потешко и од финансиски и од секаков поглед. А како ќе се одрази тоа на клубовите? Значи, вложени се средства, сезоната е прекината на средина. Како што ќе се одрази на играчкиот кадар и на тренерскиот, мислам дека на управата и на клубовите е уште потешко, затоа што многу тешко се доаѓа до средства, посебно кај нас зборуваме сега за Македонија. Значи, тие финансиски средства се многу тешко заработени и сега тие се потрошени, добар дел. Еве и во прекинот, они треба да ги подмируваат обврските на играчите. А никакви добивки телевизиски права, вакви права, не дека има голем удел публиката карти, ама спонзорски права, значи има некои приходи што сега ќе ги немаат, така да ќе биде доста тешко, посебно за, еве ќе кажам, за Балканот, а за кај нас уште потешко.
така клубовите веќе си имале некој буџет направено. Да. Тој буџет е при крај со трошењето, а сега нема надпревари, играчите треба да ги плаќаат. Не знаеме, можеби првенството ќе трае до јули месец, тоа се дополнителни 2 месеци плюс на буџетот, што би се рекло и најмалку 20% повеќе, а уште полошо би било кога средствата ќе бидат потрошени, а целта на клубовите не е постигната и тоа не е заради нешто што се случило на теренот, туку за нешто на кое што никој од нас нема влијание. Како фудбалерите и воопшто спортистите би се вратиле на терен после оваа пауза? Дали ќе треба повторно подготвителен период да има за играчите за да се вратат? Дали првенствата би продолжиле веднаш? Веднаш не може. Во секој случај, сега најмалку, просто кажано, најмалиот период е од 15 до 20 дена. Колку толку малку нешто да се врати таа физичка подготовност. Иначе, од веднаш да почне, тоа може да почне. Може федерација да донесе дека од утре почнуваат надпреварите, но тоа нема да биде тоа. Ќе гледаме измачување на теренот од самите актери. Па може да дојде и до несакани повреди. Тоа обавезно, тоа тука доаѓаат неспремност. Ложи, повреди и здравствени, секакви работи се. Ако си спремен, тогаш се е полесно. Да. Според тоа, лигите од големата петка, како ги одложија надпреварите, некаде до почетокот на април месец и доколку се спроведе тој подготвителен период, би можеле да очекуваме спортот да продолжи некаде кон крајот на април, односно во втората половина на април, после 15 април. Меѓутоа, како би се доиграле надпреварите во тој случај? Ќе има премногу збиен календар или ќе се одлучат федерациите на некој друг формат, со можеби со плей-оф, со бараш надпревари? Па сега вака, ако моето мислење, ако се прашувам јас, не се прашувам, но моето мислење како долгогодишен фудбалер и учесник во таа работа, како прво сакам да кажем за тоа што спомна дека подготовките, значи за таа петка, што е Шпанија, Италија, Германија, Франција, како што кажам на почеток, секој фудбалер може да се одржува, значи они си ги имаат тие услови и домашни и на стадион и теретани, значи секој може посебно да оди саат-два и да си, така да ја верувам, убеден сум дека секој тренер им има дадена програма за да не дојде до тотално опуштање. Значи, тоа може, како што рече ти, да почне во април, во мај, јуни. Он мора да и мислам дека они ќе бидат подготвени, не е како кај нас. А што праша што се однесува до форматот, ако се пак ќе кажам, ако се прашувам јас, за мене, значи 65%, 70% мислам дека првенствата се поминати. Значи, греф е на некој да му одземеш нешто што го сработил за 10 месеци, 12, значи титула или па тој што испаѓа сега тешко е, ама сега, значи тоа е регуларно. Ако се прашувам, ја по мене би требало во мај, јуни да си продолжи првенствата, да си завршат до август, септември, никогаш не е касно. Значи, како што се спремни, може одма да почне и новата сезона. Да се доигра до декември. Тука сега нели има мал проблем што треба европското. Европското може да почека, не е страшно да се игра и другата, 2021. Значи не е страшно воопшто. И ќе има поголема подготвеност и ќе има утакмици надпреварувачки, значи играчите ќе бидат многу поспремни него сега да се игра. Да. УЕФА можеби ќе донесе одлука да се поништи комплетната сезона, како да не се играло фудбал сезоната 2019-2020. И наредната 2020-2021 сите екипи во таа лига во која што се затекнале во момент на прекинот, од таму и да продолжат. Меѓутоа, како на Ливерпул кој има 25-30 бодови предност во Англија, да му се одземе една таква чиста како солза титула? Па, токму затоа и јас така моето мислење го кажувам. Значи, што е проблемот, еве, и во јули да продолжи првенствата. А зашто да го суспендира, па од догодина да почне, од септември да почне. Што е разликата тука? А вака мислам дека ќе биде многу по-регуларно. Значи, никој нема да се сомнева во заткулисни игри, затоа што сега читаме нон-стоп секој ден.
сакаат да му направат на тој, на овој, да му помогнат да стане шампион. Така да дај да оставиме по регулар на терен како до сега што било и после 2 месеци, ако и после 3 месеци, ама да се доиграат првенствата, а после одма нека си почнат новите првенства. Во македонското првенство, зборуваме за фудбал, значи. Во македонското првенство останува да се доиграат уште 13 првенствени надпревари и полуфиналето 2 надпревари и финалето од купот. Значи дел од екипите до крај на сезоната ќе имаат да одиграат уште 16 надпревари. Дали и да продолжи првенството покасно. Сепак ќе мора да има некој згуснат распоред да се игра среда недела. Дали тоа ќе биде оптеретување големо за играчите или не? Па сега за наше првенство да, ќе биде оптеретување, но сепак мислам, уште еднаш ќе кажем, дека ќе биде многу пофер и многу покоректно. Еве и сега гледаме, играат сабота, значи ако овие 2 месеци од кога почне првенството, ако баш добро па, значи играат сабота, вторник, сабота, куп, вторник. Значи имаше 2 или 3 вонредни кола, ако пред да се прекине првенството, 2 вонредни кола и една среда за куп. Значи они немали воопшто. Значи ете го тој формат што викаш дека може да се доигра. Малку ќе бидат позаморни, ама ќе биде многу пофер и коректно. Утре кога ќе биде шампион, нема да кажем сега кој да карикирам. Вардар има 9 бода, зашто да му одземеш титулата? Ако друг го стигне, тогаш нека си биде Свилек, Шкендија. Па да во случајов значи, нека да биде на терен. Да, во случајов правиме муабет за прва лига, акционерски друштва, професионални клубови, освен Вардар кој нема право на трансфери, останатите 9 екипи треба да имаат и поголем ростер, треба да бидат подготвени. Сезоната е долга во македонската лига, се играат дури 36 надпревари. Има куп надпревари, па пријателски подготвителни надпревари се играат и екипата мора да располага барем со 25 играчи, бидејќи ќе дојдат и картони, жолти, акумулација, црвен картон, ќе се повреди играч, доаѓа до замор, пад во форма, мора екипите да имаат и да менуваат играчи. Кога сме кај македонското првенство, го споменавме Вардар. Вардар нема право на трансфери, игра со тоа што останат играчите, со тие што сакаат да останат во клубот и со играчи од својата школа. Моментално е прв на табелата, 10 бодови пред Силекс и 11 пред Шкендија. Што е поголемо изненадување? Тоа што е Вардар прв со 10 бодови или тоа што е Силекс втор пред Шкендија? Само да се навратам на тоа што кажа за буџетите на екипите и дека треба да имаат поголем ростер на фудбалери, тоа е точно, но финансиите не трпат да имаш ти 20 или 24 играчи. Значи, ти веќе ако земаш добар играч, а да ти седи на клупа, ти треба да му даваш исто како што гледаме на, значи играчи седат на клупа, еден Бел што 100 милиони вреди, а седи на клуп. Мислам дека кај нас тоа буџетот не го трпи. Затоа гледаат оптимално 13, 14, 15 до 15 играчи да се тие конкурентни, а другите се значи кај нас клубовите се професионални само на хартија. Да. Значи се реално, ако значи ние сме професионалци на хартија, ама од тоа што ти го кажа многу убаво, значи тој мора, ако сакаме успеси, 22 до 24. Значи 22 играчи во поле и тројца голмани за да бидат 25. Значи и конкурентни што во секој момент можеш да составиш респектабилна екипа, што може да се носи и во Европа и натамашен, ама кај нас е за жал. Значи гледаат, пошто буџетот е многу помал, гледаат со многу помалку да поминат и пак ќе кажам, се на бројка од 14-15, значи тие 11 и уште 4 играчи да имам, значи жолти, црвени повреди, толку ми треба. Ако треба уште некој, тогаш ето, од помладите, од некои поанонимни играчи ќе го земе на проба, па ќе го искористи година-две, па ќе земе други. Така е кај нас. Имавме зимава еден случај, третиот голман на Бајер Минхен, кој што е професионалец, да се земал плата и се, има освоено повеќе трофеи, отколку што одиграл минути за Бајер Минхен и сега зимата на 35-6 години го прави првиот трансфер од Бајер Минхен во друга екипа, замина во втора, трета германска лига, не знам каде. А кај нас не може да се каже дека екипите имаат воопшто трет голман, обично е голманот на кадети или голманот на младинци ако не е некој подобар па да биде резерва. Не може да се прави споредба
Тоа е тоа што го кажав буџетот, значи гледаме какви играчи седат на клупа и вон клупа, а тука кај нас едноставно не може. Значи не трпи буџетот за да ти си правиш таков луксус. Не можеме ни. Сега да се вратам на второто прашање за Вардар Силек Шкендија. Што е поголемо изненадување? Па за мене, да кажем искрено, Вардар е огромно изненадување. Значи, не очекував искрено. Значи, клуб кај што со огромни проблеми, нема финанси, структури, управувачки, не знам што. Прашање и дали ќе добие лиценца. Прашање лиценца, нема трансфери на играчи, нема, значи проблем до проблем. Но некогаш, како викаме, некогаш не е до парите. Значи Васовски како шеф пронашал некој модел да се сплоти со тие деца, со 4-5 искусни играчи. И јас сум бил фудбалер и знаете како е, кога сум доживеал јас кога немало пари. И сега си викаш, ај ние да изиграме оваа сезона, па може ќе биде подобро. Ама ако не биде подобро, тие деца више имаат трансфери. Значи, они играат за себе. Играат и за Вардар. Ама пред се, значи, тоа прво место на тие деца веќе им носи трансфери. А што ќе биде сега, еве, нема пари, не играм. Кај ќе бидат тие деца? Значи, која си веќе тука, изиграј го. Значи, не ова, не може вечно. Значи, Вардар може вака оваа година. Другата година не може вака. Да. Значи, ако во лето они не се средат, значи, тие 4-5 деца и тие 2-3 искусни ќе си одат, тоа е неминовно. Ова сега го искористува затоа што биле тука децата, биле искусните играчи и си викаат, ај ќе има, и затоа си играат растерете, и што е најважно, многу се растерете, никој не бара од нив резултат. Пак ќе кажам, Васовски нашол моделот со припреми, со тренинзи, со тактика, значи со другарство, и затоа мене ме изненадува. Ама од друга страна, Вардар е Вардар. Значи и деца да играат, Вардар е име. Бренд. Сега за второто, за Силек Шкендија, не знам што е поголемо, дали Силек што е втор, или разочарување с Шкендија што е трета. За мене, значи, најголемо разочарување е Шкендија. Значи, клуб со такви финансиски средства е недозволиво да биде трети и да се бламира. Сега нека ми извинат од Шкендија, ама јас сум и статистика да го кажува тоа. Да, и значи, да одиш во Велес и Борец, ја не сакам никого да омаловажувам, ама Борец да ми даде 4 гола на Шкендија, буџет што го споминјаат, и така е уствари. 3 милиони, 4 милиони, по 15.000 евра, по 10.000 евра. За мене е тоа недопустиво. Еве ќе ви кажам пример. Значи, извини малку. Значи, кога се растураше Југославија од 91, 2, 3, значи прво македонско првенство, Вардар останавме скоро сите. Парите беа, ние тогаш што ги земавме и сега правам компарација. Шкендија што ги зема. Значи, ја мислам некаде за 50% може и повеќе се сега поголеми прими. И повеќе од нашите. Вардар и Југословенска лига. И тоа какви играчи имало. Значи, таа сезона ја изигравме без ниеден пораз. Ако ви кажам, нема да ви излажам дека на некој надпревари не молеа да не им даваме повеќе голови, 1-2 па да биде добро. Со вардарски богданци колку заврши? Така, значи да не ја споменам. 15-16. Значи, не сакам, значи никого да омаловажувам, ама сакам да кажам дека, и уште еден ќе кажам дека Шкендија, ова сега што го прави во моментов, е катастрофално. Сега дали нешто не е во ред во раководството, дали во тренерскиот, дали во играчкиот, значи тука не навлагам, ја ga кажувам општата ситуација кај што Шкендија ме разочарува тотално. Шкендија со тој буџет, припреми ваму, припреми таму, ова, тоа. Да дојдеш ти трети да бидеш во ова македонско првенство, жалост. И уште за Силекс да кажем, значи многу пријатно, не е пријатно изненадување, затоа што мислам дека Силекс миналата година едва се пребори да остане, но прошлото лето малку
направија подобра селекција, земаа некои играчи од Србија, мислам. Да. И со добра работа, еве ги кај се на второ место. Сите вика, сега Силекс, сега ќе падне. Они сега немаат пораст. Така да, стварно пријатно изненадување. И можем само да им честитам и да им посекам и понатака така да продолжат. Кога го спомнавме Вардар и Васовски, само да ги подсетам нашите гледачи дека во петок од 20 часот наш гостин во тайм-аут ќе биде Александар Васовски. Пред извесен период ја снимивме емисијата со него во неговото родно место Лешок и ќе имаат можност премиерно во петок во 20 часот во тайм-аут да го погледнат популарниот Тетовче. Што се несува до Шкендија? На надпреварот со работнички што го загубија минатиот викенд, со дел од луѓето ангажирани во клубот, баш разговаравме на таа тема и ми рекоја дека од 2013 година, од кога дошол Еколог, единствено само Турново им дал 3 голови на првенствен надпревар. И тоа Турново, кој што играше во Европа, кој што беше рамо до рамо, за малку него помина Хајдук од Сплит. Да. Шкендија примила 3 голови, а сега прими 4 голови од Борец, кој е последен беше последен на табелата во тој момент, сега е веќе 8. Сега малку да се префрлиме на Ренова. Тие беа 9 на полусезоната и можам да кажам дека веќе беа отпишани. Меѓутоа, прво коло дома пораз од Силекс 0:1, следува 4 победи. Меѓу кои на гости на Чај 2-3 против Шкупи и на гости во Струмица против Академија Пандев со 0:1. Од 9-тото место Ренова дојде на 4-та позиција и сега има 4 бодови помалку од Шкендија. Очекуваш ли некој од Ренова дека може да исплива од опасната зона? Не само да исплива од опасната зона, него да дојде и во борба за Европа. Па искрено, мене ако ме прашуваш, не очекував, но сепак ете, значи една веројатно квалитетна работа, добра селекција, добри млади играчи, пошто знаеме дека у Ренова они така си донесува некој свој пат, дека ќе одат со млади, продадоа, знаеме, лани продадоа скоро цел тим. Тука се има 2-3 искусни, другото се. И за разлика од Шкендија, која што лута со тренерите непроверени и голем дел од нив и неквалитетни тренери, Ренова се одлучи за локален тренер од Тетово, кој што ги познава играчите и од школата и од регионот. Па, затоа и реков, значи со добра работа, квалитетна работа, познавајќи го менталитетот на децата, на македонскиот фудбал, веројатно не е случајно. Не ја спомна и победата над Вардар 2:0. Да. Значи чиста победа, ја гледав таа на телевизија, значи чиста победа како солза и неколку млади деца стварно ме изненадија. Стварно играат добро, трчаат, се бораат и играат. Така да тоа што кажа, ја мислев дека Ренова тешко ќе исплива, но гледајќи ги последните 4-5 надпревари, значи не е така. Значи таму нешто се работело и се работи квалитетно во однос на Шкендија. Така. Нема да имаме време да ги анализираме сите екипи од првата лига. Кусо за второлигашката конкуренција во Запад Пелистер е прв моментално и мислам дека нема да има проблеми до крајот да го задржи првото место, меѓутоа многу поинтересно е во источната група Беласица и Брегалница во мртва трка. Па мислам како што рече, да, на Запад Пелистер не би требало да го покаже тоа и овие на 2 почетни надпревари, дека стварно сака да влезе и што му е местото. И има и квалитет. И квалитет, и услови, и значи сите параметри се на страна на Пелистер. Доека на истокот стварно ќе биде бурно. Тука се како прво Беласица и Брегалница, сега не знам другите прателци тие Тиквеш, Кидгол и Кожув заостанаа веќе 7-8 бодови, еве ќе се земам право да ги исклучам од борба. Меѓутоа, ма секој се надева. Меѓутоа на нивните надпревари против првиот и вториот ќе се решава кој ќе влезе, мислам. Така, значи кои ќе играат, а не се малку тие, значи тие се 4-5 клуба кај што тука имаш 10 надпревари или 5 надпревари или ако значи 5-6 надпревари кај што носат 15 бода. Значи не е малку
Не се малку бодови игра, така да истокот ќе биде доста поинтересен, мада и западот е, ама мислам дека Пелистер тука ќе Запад помине. многу поинтересно ќе биде за опстанок. За опстанок, да. Да, испаѓаат годинава по 4 екипи, се кратат лигите од 10 на 8, преодна сезона, па потоа ќе се Тука прави ќе биде борбата. да, една втора лига. Тетекс моментално е во трета лига Запад, таму сте спортски директор, припремите ги одработивте, меѓутоа првенството се прекина на еден ден пред почеток на пролетниот дел. Да. Што може да очекуваме од Тетекс оваа сезона? Можеше да очекуваме многу добри работи, затоа што стварно добро, ете и ти беше присутен на сите пријателски надпревари, кај што стварно се гледаше еден прогрес, една добра игра, ако сме аматери, значи све беше на професионално ниво, децата подготвени, сериозни, како да играат во прва лига. Сега после овој прекид, не знам, затоа што ние го прекинавме и тренажниот процес, така ни кажа, требало да се прекине. Со одлука на влада беа затворени сите спортски објекти и беше наложено да нема јавни собери меѓу нив и тренинзи. Меѓутоа можеме да видиме дека делот екипите објавуваат видеа на Facebook и не ја почитуваат таа одлука на влада. Може би знаат нешто повеќе од нас дека ќе почне првенството многу брзо. Па не знам што знаат, ама не е коректно, мислам. Сега, ако има некоја одлука, треба да ја почитуваат сите. Ако не, тогаш дај сите да правиме. Сите да тренираме, или никој да не тренира. Или никој да не тренира. Како што кажа баш пред малку, и ти си видел, и ја видов, да не спомнуваме дека некои екипи сте во тренажен процес, а владата има забрането. Меѓутоа сме во можност доколку ја гледа емисијава некој официјално лице кое што го контролира тоа и да дадеме информации кој тренира. Сега тоа е на вас, оставам на вашата телевизија, и што е сосема нормално. Така да пак ќе повторам, значи да почнеше првенството во сабота, ќе дадев многу позитивни оценки и ќе очекував многу убави работи. Имавме и јасна слика. Јас ќе очекував многу убави работи за оваа полусезона од Тетекс. Значи ние ќе си игравме, тоа е фудбал спорт, дали ќе успеевме или не, ама знам дека ќе игравме квалитетно, ќе игравме добро и ќе имавме успеси. А сега после оваа пауза, не знам до која ќе трае. Прво и основно. Веројатно и никој не знае. И никој не знае. Ние сме плюс тоа трета лига аматери. Сега ние пак кога ќе ги викнеме, пак нас ни треба еден месец. Пак од почеток. Затоа што тие деца, тоа што споменав, тие големата петка имаат услови, ние немаме. Значи, те дете, ако на совест, еве денеска да искочи еден саат да истрча, тоа е веќе, ама мислам дека не се многу совесни, денешните деца. Така да треба камџикот кај нас, да кажем малку во наводници. Значи, они се навикнати да ги тераш со сила. Не они да те тераат, да тренираат, да речат, абе сакам утре, што го имавме за жал, од почетокот на припремите го имавме пример со 2-3 млади деца од младата од младинската школа на Тетекс, што се рачунаат за таленти и што сакаме да ги приклучиме и што биле прошлата година, значи да ги приклучиме кон првиот тим, едноставно децата не доаѓаат на тренинг. Меѓутоа, неколку од нив и без тренинг покажаа одлични игри на пријателските. А како ќе биде доколку тренираат? Значи сега се некако ги удоволивме еден-двајца, дојдоа, изиграа два надпревари, стварно сега нема да спомнјам име од едниот, јас сум презадоволен, затоа ми остави впечаток, но ништо не прави. Значи нема ништо да направи ако не продолжи да тренира, ако не, значи тоа било само моментално. Тоа е на ја пак ако го молим да доаѓа на тренинг. Да. Значи ја кога сум бил млад, јас сум молил да одам на тренинг. Да. И тоа да те викнат во прв тим. Да, честе од младинската школа да ја поменеш и да. Значи зошто тренира од младинска школа за да дојде прв тим, па после да оди Вардар и се нагоре да. Пред извесен период
одеше емисијата кај што беше ти гостин на тайм-аут и кажавме дека во твојата генерација ти беше единствениот што ја помина цела младинска школа и стигна до првата екипа. Сега таа можда се имаат многу повеќе фудбалери, меѓутоа не знаат да ја искористат. Урошевич, пред крај сме со спортскиот преглед. На крај би сакал да те прашам очекувањата од надпреварот Македонија-Косово. Треба да се игра за 10 дена, уште не е официјално одложен, меѓутоа сосема известно дека нема да се одигра на 26 март. Кои се очекувањата? Можеме да го поминеме Косово? Јас мислам дека нема да се игра, но сепак ние да даеме еден одговор што како очекуваме. Ако се одложи, ќе се видиме повторно. Ќе се игра, да. Мислам дека многу тежок надпревар. Шансите не ги давам на никој. Ако се прашувам јас. Затоа што косовскиот фудбал многу напредна. Не дека напредна со тие, него они многу брзо привлекоа од цела Европа играчи, доста квалитетни. А ние си ја имаме таа репрезентација што си ја имаме исто доста квалитетни, ама со наши играчи. Значи, селекторот Марме си ја работи работата стварно фантастично. И играчите си ја работат работата фантастично, затоа што ваков фудбал порано не сме гледали, искрен да бидам. Ја порано кога играла Македонија, да не спомнувам кај тој кој тренери, едноставно не сум гледал. Значи немам што да гледам. Значи не те привлекува, а додека сега, значи едва и чекаш да дојде Македонија да игра, затоа што има што да видиш. Има игра, има голови, има па и пораз да има, ама поразот е витешки. Значи не се предаваат однапред. И дечките конечно ја вратија публиката. И затоа викам дека квалитетна е Косово, ама и ние сме квалитетни. Плюс беше многу голем предизвик затоа што игравме пред наша публика, но сепак, еве, што се случи. Да оставиме времето да покаже кога ќе се игра, каде ќе се игра. Ја би сакал да се игра тука, во Скопје, како што е редот. Со публика. Значи, без публика. Спортот се игра за публика. Подобро да се игра и после 3 месеци, ама со публика. Ќе биде многу тешко, нормално, секој случај јас посакувам Македонија да слави. Може домашниот терен малку ни дава предност, но сепак стварно Косово има доста квалитетен тим. Урошевич, ти благодарам за оваа анализа. Времето на гази и веќе мора да привршуваме, инаку можеме да разговараме уште со часови. Ви благодарам јас за поканата. Значи, секогаш сум спремен за вакви муабети што се вика на тетовски, спортски, фудбалски. Секогаш сум тука за вас. Ти благодарам. Тоа беше се од денешниот спортски преглед. Денеска во малку поинакво руво, како што кажавме, поради прекинот на сите спортски активности поради коронавирусот. Гледајте на и следниот понеделник и нема да ви речам, посетете ги нашите поддржувачи Евротип спортските обложувалници, бидејќи обложувалниците со одлука на владата не работаат. Меѓутоа, старпете се. Се надевам дека многу скоро и обложувалниците ќе отворат и своите добитни тикети ќе може да ги уплатите во Евротип спортските обложувалници. Довидување.